најпрвен би сакал да ви посакам добре дојде. Денешната пресконференција ќе биде за електрошокот или новата цена на електричната енергија, која што ги изненади граѓаните веднаш по завршувањето на предвремените парламентарни избори, иако пред да се случат овие избори нешто друго беше ветувано од страна на владеачкото мнозинство. Но да продолжиме. Покачувањето на цената на електричната енергија е нешто што оваа влада не го вети, но го реализираше. Покачувањето на цената во услови кога имаме тешка економска и здравствена криза представува сериозен удар врз стандардот на државата и практично е грабеж на граѓаните. Ваквиот чекор, кој бил очигледно претходно планиран да се случи веднаш по изборите, представува измама на владата кон граѓаните. Имаме стотици илјади граѓани кои живеат во сиромаштија, сега тие се втурнати во уште поголема сиромаштија. И во кратки црти, покачувањето на цената на електричната енергија е чекор со кој се овозможува екстра профит на приватна компанија за сметка на тонењето на државна компанија, чии загуби се плаќаат од џебот на граѓаните. Нема друга држава во Европа која среде ковид пандемија покачува цена на електричната енергија. Напротив, имаме бројни случаи низ Европа каде што владите одлучуваат да субвенционираат комунални трошоци, но истовремено да ги субвенционираат и трошоците кои што граѓаните ги плаќаат за потрошената електрична енергија. И тука сакам да бидам јасен, владата предводена од Спасовски и Заев нека не ја префрла вината за сето ова на регулаторната комисија. Нека не создава димни завеси и измислува изговори со напади кон опозицијата. Ова не е политика, туку директен удар врз џебот на граѓаните и стандардот на граѓаните. Власта е виновна за вакво покачување. Не може до вчера да се фала со воведување на ефтина тарифа на електричната енергија, која сега со новото покачување практично се анулира. А да се прават дека ништо не знаат за ова покачување на цената на електричната енергија. Неиздржани се оние споредби со цената на електричната енергија со други држави. Кога се прави ваква споредба, треба да се спореди со просечната месечна плата. Доколку се направи ваква споредба, ќе излезе дека практично граѓаните во Македонија плаќаат најскапа во Европа цена за потрошената електрична енергија. Во продолжение на денешната пресконференција би сакал накратко да објаснам како се формира цената на електричната енергија за домакинствата, но и она индустрија и она мало стопанство кое што е на слободниот пазар, односно кое што е на регулираниот пазар и се уште не е излезено на слободниот пазар. На слайдот кој што е позади мене, можете да забележите дека цената на електричната енергија за домакинствата практично е збир од неколку компоненти. Првата е цената на електричната енергија и маржата која што се плаќа на операторот на електропреносниот систем, односно АД МЕПСО, кој што е во државна собственост. Понатаму го имаме националниот оператор на пазарот на електричната енергија, или МЕМО ДОЕЛ Скопје, кој што исто така е во државна собственост. Потоа го имаме дистрибутерот, односно електродистрибуцијата, тоа е дистрибутивната тарифа. И конечно на крај го имаме универзалниот снабдувач, тоа е ЕВН Хом, кој што практично ги дистрибуира сметките за потрошената електрична енергија до граѓаните. Но за да ја набави таа електрична енергија, дистрибутерот, односно универзалниот снабдувач, ЕВН Хом, истата таа енергија треба да ја купи преку годишен тендер кој што го објавува согласно новиот закон за енергетика. Цената на електричната енергија конечна, која што ја купува овој универзален снабдувач, ја формира како збир и просечна аритметичка средина од електричната енергија купена од поранешно ЕЛЕМ, а денешно ЕСМ, плюс цената која што ја плаќа за електричната енергија добиена од повластените производители на електрична енергија. Ке ве молам, ако може, следниот слайд. Тарифата за пренос, која што граѓаните преку сметката на електрична енергија ја праќаат до АД МЕПСО, согласно новата одлука на регулаторната комисија за енергетика, е зголемена за 11,13% и таа изнесува 0,1952 денари по киловат час. Тарифата за организирање и управување на пазарот, која што граѓаните преку сметката
за потрошената електрична енергија ја плаќаат на државната МЕМО е зголемена за цели 63,93%. Речиси 64% и изнесува 0,0081 денари по киловат час. Тарифата за електродистрибуција, практично тоа е цената која што граѓаните преку сметката за потрошената електрична енергија ја праќаат на електродистрибуција АД Скопје, е зголемена за 2,87 денари и тоа е поранешно Ева на Македонија, приватна компанија. На сето ова се додава практично цената која што универзалниот снабдувач ја купува електричната енергија од поранешно ЕЛЕМ, денешно ЕСМ, и цената на електрична енергија која што ја добиваат од повластените производители на електрична енергија и таа е просечно 2,53 денари по киловат час. Сето ова се собира и се множи по историски рекордно високата маржа на универзалниот снабдувач, која што за волја на вистината е дефинирана на тендер на кој што учествуваше покрај универзалниот снабдувач и државната ЕЛЕМ пред неколку години, и таа е фантастични 11,5%, па овој збир се коригира со тие 11,5% и на тој начин ја добиваме конечната цена која што за електричната енергија ја плаќаат граѓаните во своите сметки. Значи тоа се цели 4,77 денари по киловат час, или таа е зголемена за 7,4% споредено со тоа кое што беше пред покачувањето. Ке ве замолам ако може третиот слайд. На третиот слайд е прикажано извадок од Законот за енергетика, каде што се дефинира обврската на производителот на електрична енергија со најголем инсталиран капацитет да понуди произведени количини на електрична енергија до снабдувачот кој што ги снабдува граѓаните со електрична енергија. И ќе забележите дека во 2020 година тој производител, во случајот тоа е поранешно ЕЛЕМ, денешно ЕСМ, има обврска да снабди најмалку 75% од потребите на универзалниот снабдувач. Во нашиот случај, тој испорачува цели 100%. Зошто тоа се случува? Се наметнуваат три прашања, кои што се суштински, а за тие три прашања на денешната пресконференција ќе дадеме и одговори. Имено, најпрвен е многу важно да се даде одговор на прашањето зошто АД, поранешно ЕЛЕМ, а денешно ЕСМ, снабдува 100%, а не 75%. Затоа што, според законската одредба, е дефинирано дека тој може да снабдува најмалку 75% од потребите на универзалниот снабдувач, а останатите 25% да ги продаде на слободен пазар, по пазарна цена, која што е многу повисока од оваа која што му ја дефинира собственикот, а тоа е владата, за да го снабдува универзалниот снабдувач. И на тој начин ќе абсорбира дел од загубите, ќе го зголеми својот профит и нема да бара повисока цена пред граѓаните. Тоа е прво. Како второ, суштинско прашање. Зошто се толерира толку висока маржа за универзалниот снабдувач, па макар таа да била постигната и на тендер пред неколку години, за кој што постоеше основано сомневање дека има по некакви политички замешателства, од 11,5%, рекордни во Европа, такви во минатото не постоја, а на сметка на тоа се депресира цената на електричната енергија која што поранешно ЕЛЕМ, а денешно ЕСМ го испорачува до овој универзален снабдувач. А таа цена, би сакал да ги информирам граѓаните, е цели 36,3 евра по мегават час. И тоа за периодот од 1 август 2020 година, заклучно со 30 јуни 2021 година. За истиот овој период, на регионалната берза за електрична енергија, Хупекс во Унгарија, која што е репер, која што, ќе повторам, е репер за одредување на цената на електричната енергија, се продава електричната енергија по цена од 44,13 евра за мегават час. Или тоа е за 7,78 евра
по мегават час поголема цена од она која што свесно депресирана се продава на универзалниот снабдувач во случајот Евана Хоум до Скопје или веќе како е таму понатаму. Или тоа е за цели 0,48 денари по киловат час повисока цена која што би можел АД-Елем да ја продаде на сметка на високата маржа која што во овој момент од 11,5% е доделена на универзалниот снабдувач. Што значи тоа? Тоа би значило дека АД-Елем во тој случај, или поново АДСМ, ќе има дополнителни приходи од 1 милиарда 644 милиони 310.930 денари, со што ќе побара намалување на цената на електричната енергија за домакинствата, но и оној дел од индустријата и стопанството кој што е нарегулиран, а не на отворен пазар, или тоа е нешто над 26 милиони евра, приближно 27 милиони евра. Имајќи предвид дека количината на електричната енергија која што ја купува универзалниот снабдувач е во бан профил, а знаете дека потрошувачката преку ден е многу поголема отколку преку ноќ, односно навечер, што значи дека и самиот производ е со поскапа цена, тогаш доаѓаме до конечниот заклучок на третото прашање дека на сметка на високата маржа на универзалниот снабдувач, а тоа можете да го видите од билансот на успех на таа компанија за изминатата 2019 година, директно поранешно АД-Елем, а денешно АДСМ е оштетено за околу 30 милиони евра. Имајќи предвид дека тоа е компанија во државна сопственост, на тој начин директно граѓаните се оштетени за сума од 30 милиони евра, а загубите кои што поради високата маржа на универзалниот снабдувач ќе ги покриваат граѓаните, во сметката ќе бидат испорачени со 7,4% повисоки сметки споредено со тоа што беше минатата година. Постојат три одговори на овие три клучни прашања кои што се суштински за да се разбере зошто цената на електричната енергија е покачена за 7,4%. Првото е високата маржа на универзалниот снабдувач на сметка на ниската цена на компанијата која што е во државна сопственост и индиректно ги оштетува граѓаните. Втората е поради големите и масовни партиски вработувања пред изборите, со што се зголемија драматично трошоците за вработените во компаниите со државна сопственост, како што се МЕПСО, МЕМО, поранешно ЕЛЕМ, денешно ЕСМ. И третата суштинска работа е пред изборите во насока на подкуп на гласови само во поранешно ЕЛЕМ, сегашно ЕСМ, беа исплатени под превезот на К15, 13-та плата, регрес за годишен одмор и така натаму, по 26.000 денари по вработен. Сето ова недомакинско работење, сите овие погрешни политики предизборно, денеска ќе ги чинат граѓаните по висока сметка за 7,4%. Нешто за што предупредував пред неколку месеци, би рекол пред една година, зашто бев жестоко нападнат, што очекувам дека ќе се случи после денешната пресконференција, но повторно ќе кажам, со сите овие недомакински политики, со сите овие погрешни политики на досегашното владеачко мнозинство во владата на Република Македонија, ние плаќаме по висока сметка и споредено со просечната плата највисока во Европа. Но тој тренд нема да продолжи и истото ќе ни се случи и до година доколку продолжи во континуитет ова недомакинско и антиреформско работење со енергетскиот сектор, еден од клучните сектори во функционирањето на државата. Тука отприлика би го сумирал сето она кое што сакам денеска да го кажам, а е поврзано со зголемување на цената на електричната енергија. ВМРО-ДПМН, како политичка партија, во периодот кој што ќе следи, ќе се бори институционално, но и вонинституционално против овие погрешни политики, кои што се дел од досегашното работење на ова владеачко мнозинство. Ви благодарам. Доколку има било какви прашања, ви стојам на располагање. Прво на темата. Чираот регулатор навела дека нема начин да се коригира нивната ваква одлука за зголемување на цената на струјата, но вела дека може да се компензира со намалување на ДДВ-то
за овој енергенс. Сметате ли вие дека има начин сепак да се приначи оваа одлука и какво е вашиот став, дали ова со ДДВ-то е логично и остварливо? Погледете ги извештаите на компанијата која што е универзален снабдувач, финансискиот успех во минатата година и ќе го добиете одговорот дали може или не може. Доколку само се покаже малку волја од страна на надлежните во државата, а тоа е да се ревидира договорот кој што, морам да признаам, беше потпишан под многу сомнежи во минатото, и доколку се ревидира маржата која што универзалниот снабдувач ја има, тоа се 11,5%, тогаш ќе дојдете до одговорот зошто денеска ние плаќаме највисока цена споредена со месечните примања кои што ги имаат граѓаните, или не примања, би рекол, споредено со останатите држави во Европа. Доволно е само маржата, која што во минатото, пред да биде потпишан тој договор, изнесуваше не повеќе од 5% да биде намалена. Тогаш сите ние ќе плаќаме електрична енергија која што е во границите на тоа што го плаќавме изминатата година, а не денеска кога сме во услови на сериозна економска и финансиска криза, во ерата на здравствената криза, во ерата на, би рекол, пандемијата предизвикана од COVID-19 вирусот, каде што секаде во Европа буквално владите се грижат за стандардот на граѓаните и стандардот на семејството, ги намалуваат практично сметките или некако наоѓаат начин да ги субвенционираат сметките за електрична енергија на граѓаните, ние денеска да ги покачуваме. И затоа во пресконференцијата кажав, овие антиреформски политики кои што се водени пред изборите со партиски вработувања, со вештачка исплата во насока на подкуп во државните компании на така начин К15, регрес за годишен одмор, 13-та плата, денеска книжат зголемени трошоци и тие зголемени трошоци подразбираат на крајот од денот поголема сметка на електричната енергија за граѓаните, која што регулаторната комисија на седница одржана во, би рекол, крајот на јули, ја донесе. И се чудам зошто тоа не го направија како што секогаш го прават на почетокот на јули, зошто ја одложија таа седница која што требаше да се случи на почетокот на јули, бидејќи регулаторен период е од 1 јули до 30 јуни во годината, а не е од 1 август до 30 јуни. Но одговорот е јасен и предпоставам и на вас ви е јасен и на граѓаните им е јасен одговорот, затоа што тоа беше политичко калкулантство и директно политичко замешателство, зошто одлуката на регулаторната комисија не беше на почетокот на јули, кога секога се носела, туку беше на крајот на јули, веднаш по завршување на изборите. Уште едно прашање од економијата пред да преминеме на политика. Вчера Министерството за финансии објави дека за прв пат од почетокот на корона кризата бележат раст на буџетските приходи и дека тоа е позитивен сигнал за економијата. Што сметате, на што се должи овој раст? Па доколку продолжат да не го враќаат ДДВ-то кон стопанството, ќе имаат исклучително поголеми приходи од тоа што можеби и се надевале. Она кое што е карактеристично доколку го погледате извештајот кој што го прави управата за јавни приходи, ќе дојдете до заклучок дека за 9% е намалено ДДВ-то, односно данокот на додадена вредност од увоз. Значи економската активност на компаниите кои што увезуваат е за 9% намалена споредена со истиот месец минатата година. Доколку го погледате ДДВ-то од промет во земјата, ќе забележите дека тоа е намалено за 14% споредено со истиот период од минатата година. Доколку го споредите бруто ДДВ-то, односно бруто собраниот данок на додадена вредност, овој јули со јули 2019 година, ќе видите дека тоа е за нешто повеќе од 815 милиони денари помало. И конечно, доколку го споредите нето данокот на додадена вредност, односно оној кој што треба да им се врати на даночните обврзници, овој јули, споредено со јули минатата година, ќе дојдете до заклучок дека тоа е близу 900 милиони денари помал од тој кој што бил минатата година. Што значи дека практично државата се поземуваше на меѓународен, се поземуваше на домашен пазар преку оние аукции, сега почнува да се позајмува од стопанството за да преживее од први до први. Токму поради таа причина ние имаме за 1 или 2% поголем собран, практично поголем прилив во буџетот споредено со минатогодишниот јули. Но доколку тоа се практично елиминира, ќе дојдете до заклучокот дека државата се води директно во амбис и од оној податок кој што јас
дојдов еве во текот на вчерашниот ден, можам да заклучам дека буџетскиот дефицит заклучно со јули месец е продлабочен на ниво од 32 милиарди денари, 32,080 милиони денари, или тоа е нешто повеќе од 520 милиони евра во првите 7 месеци од оваа година. Тоа е алармантна ситуација. Јас не би бил среќен, туку напротив би бил сериозно загрижен кога буџетскиот дефицит ќе надмине повеќе од половина милиарда евра, и тоа е една сериозна ситуација во која што треба сериозно да се размислува, наместо да се покриваат новите задолжувања со накви пресконференции какви што видовме во вчерашниот ден, бидејќи вчера мораше да се излезе со една таква, би рекол, артифицијална пресконференција за да се покрие новото задолжување на домашниот пазар од речиси 38 милиони евра, кое што се случи вчера. Но реалноста не е блескаме. Луѓе, да не ни се случи како во март месец блескаме до 15 март, а потоа крајот на март да велиме што ќе правиме, не знаеме како да одржиме ликвидноста во државата. Истото тоа ќе ни се случи и на есен, доколку сега на време не преземеме соодветни мерки. И да, ВМРО ДПМН во минатото велеше дека треба да се задолжиме уште во март месец, но да се задолжиме во насока на тоа да практично го спречиме ширењето на ковид пандемијата, или еве вака да се изразам народски, да се излечиме, да ја спречиме тонењето на економијата, но ние се задолживме 1 милиарда евро во вториот квартал, нити го спречивме ширењето на ковид пандемијата, напротив, бројките се троцифрени секој ден и се зголемени споредено со состојбата пред воведувањето на ворената состојба, а од друга страна економијата ќе има барем во вториот квартал двоцифрено опаѓање, кое што сега ќе резултира со екстремно крајен негативен резултат на крајот од годината. Така што суштината е кој ќе сноси одговорност за сите овие погрешни политики, не само во енергетиката, зашто всушност беше денеска и темата, туку и во економијата, во здравството и останатите сектори кои што се суштински за функционирање на државата. И ДПА веднаш по седницата во собранието договорија со работка. Докаде ВМРО ДПМН со преговорите за формирање парламентарно мнозинство, имавте ли средби, има ли договор за средби со некој од Во текот на вчерашниот ден немавме, но во деновите кои што следат ќе имаме и јавноста ќе биде информирана за напредокот од тие средби резултатите. Мицковски вчера Заев рече дека не се прави влада со 15 пратеници, одговарајќи на прашањето околу оној ротирачки премиер. Меѓутоа од ВМРО, од ДУИ му возвратија, односно Али Ахмети рече дека не се прави ни со 46. Ваш коментар околу ова и што сметате, кој би можел да формира влада? Кој ги има бројките? Па се разбира дека ВМРО ДПМН е политичка партија која што ќе се обиде во периодот кој што следува да обезбеди парламентарно мнозинство, односно поддршка од 61 пратеник во рамките на парламентот и да го формира идниот владин кабинет. Се разбира, како што тоа го кажа во минатото, не по било која цена, зачувајќи ги принципите и достоинството, програмските определби начела кои што партијата излези ги презентираше на веќе завршените предварени парламентарни избори. Така што за мене, како претседател на ВМРО ДПМН, во периодот кој што следува е одврвен приоритет да се насочам кон тоа, почитувајќи го сето ова кое што го кажав, да се обидам да формирам како претседател на најголемата политичка партија во државата. Зошто велам најголемата, бидејќи ВМРО ДПМН во парламентот има 40 пратеника, втората по големина е СДСМ со 32. Коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН има 44, коалицијата што ја предводи СДСМ е 42, така да го имаме и правото и легитимитетот да нарекуваме ВМРО ДПМН најголема политичка партија во државата и во парламентот. Така што ќе се обидам, како што кажав, да постигнам парламентарно мнозинство од 61 пратеник и врз основа на таа поддршка која што би ја добила идната влада, да можеме да ги спроведеме политиките кои што ги ветивме пред граѓаните. Се разбира, доколку не успееме, ВМРО ДПМН останува во опозиција и ќе се бори против сите оние погрешни политики кои што би ги водело идното парламентарно мнозинство.
но врз основа на принципите на кои што се темели постоењето на оваа политичка партија, врз основа на принципите дефинирани со програмата со која што настапивме пред граѓаните, ќе се обидеме да формираме парламентарно мнозинство. Уште едно прашање, рековте дека во следниве денови ќе имате преговори. Имате ли веќе нешто закажано и со кого конкретно би почнале преговори? Па за деталите на тие следби не би говорел на денешната пресконференција. Реков, ќе бидете благовремено и јавноста и вие информирани за напредокот, евентуалниот ненапредок на тоа што ќе се случува во изминативе дени. Идната влада, кој е првиот чекор на ВМРО-ДПМН, нешто вие ќе го преземете? Да, без оглед тоа дали ВМРО-ДПМН ќе продолжи како владеачка партија или партија која што ќе биде опозиција во парламентот, првиот чекор го размислувавме и се уште стоиме на ставот и тоа ќе биде чекорот кој што ВМРО-ДПМН ќе го преземе во парламентот, а тоа е да предложи закон за испитување на потеклото на имот на сите оние лица кои што се бават со политика или во минатото извршувале високи политички функции, нивниот имот и потекло на имотот на нивните семејства. Тоа го зборувавме и во времето на предизборната кампања. Вчера го слушнавме и од господинот Зоран Заев дека тоа ќе го поддржи, така што очекуваме голема поддршка во рамките на парламентот од другите парламентарни партии. Господин Вучковски, се добива впечаток дека покрај тоа што сакате, што е нормално да формирате влада, како да сте повеќе подготвени да останете во опозиција. Постои ли некаква шанса од вашите контакти да превземете под свое условно кажувам сега веса од коалицијата со СДСМ? Јас и вчера говорев на пресконференцијата и денеска ќе кажам дека за мене политиката е на ниво на филозофија и политика врз основа на принципи и програмски определби и начела, а не на пазар. Од тука, сите оние политички чинители кои што ценат дека програмата со која што ВМРО-ДПМН настапи на претходните веќе завршени предредени парламентарни избори, но и во најголемиот дел тоа би била и програма која што ќе биде дел од работењето нивната влада, може да ја поддржат, се добре дојдени, тука сме, подготвени сме да разговараме, не само БЕСА, туку и сите оние политички партии кои што се дел од онаа коалиција на СДСМ. Не треба власт по било која цена за да бидете на власт. Власт треба да сте за да можете да ги спроведете политиките кои што за вас, но и за сите оние кои што веруваат во вас, но и за сите граѓани да донесат подобро утре, односно да не ни се случува како сега што ни се случува во здравството, во образованието, во економијата и ред други промаршувања кои што можам да ги редам, а кои што беа секој не вие изминативе нешто повеќе од 3 години, 3,5 години, те би рекол. Така што тоа беше единствен мотив мој личен како претседател на ВМРО-ДПМН изминативе би рекол 30 месеци да создадеме програмски определби кои што ќе ги презентираме пред граѓаните, да се обидеме да добиеме довербата од граѓаните, а потоа тие да ги преточиме и во дела и во проекти со кои што веруваме дека ако 100% успешно ги спроведеме, ќе допринесат во подобар живот за сите граѓани во целост, а Македонија ќе направат по-просперитетна држава. И тоа е во она во кое што јас верувам, во она моја политичка филозофија, можеби за некој тоа е погрешно, за некој е добро, но она во кое што јас верувам е токму тоа што го зборувам и денеска и токму тоа што го зборував изминативе 30 месеци ќе го зборувам и понатаму. Затоа најважно е да верувате и да се борите за она за кое што верувате. Јас ќе продолжам да се борам за она во кое што верувам, а верувам дека сето она кое што се случуваше изминативе 3,5 години, па дури и ВМРО-ДПМН да биде во опозиција, тоа што ќе се случува во изминатите месеци понатаму е многу погрешно и е неточно и е практично би рекол ретроградно и ја води Македонија во погрешна насока, со тоа ги води граѓаните во погрешна насока. Вашиот став, односно имате ли коментар околу последниот извештај на агенцијата за медиуми, односно на драстично зголемената минутажа на реклами на власта во медиумите? И во текот на вчерашната пресконференција јас кажав дека ова што се случуваше новија избори ќе ги чини граѓаните 1 милиарда евра, бидејќи толку е порасна долгот за едно тромесечие. И тоа не е онака бенигна работа, па ние да седиме и да велиме еве го овој сега плаче затоа што освоил 10.000 гласа помалку
од коалицијата СДСМ без. Не е тоа мојата цел. Ние мора да научиме да бидеме подобро општество и да бидеме подобри луѓе, затоа што следните избори уште помала ќе биде поддршката од страна на граѓаните кон политичките елити. Покрај оваа 1 милиарда евра, покрај сето она со кој што се случуваше ВМРО ДПМН, незаконски блокиран имот, неисплатено финансирање на политичките партии, се соочи и со измена на изборниот законник на 22 јуни во 23:55 минути, кога практично се ограничи медиумското презентирање на опозицијата, на медиумите, на сметка на тоа се зголеми двојно медиумското презентирање на партиите од власт во случајот СДСМ и Демократската унија за интеграција. И токму поради тие причини, ние денеска имаме за повеќе од 45 часови помало презентирање во медиумите споредено со СДСМ и повеќе од 30 и неколку часови помало медиумско презентирање споредено со Демократската унија за интеграција. Затоа што се промени изборниот законник, како никогаш до сега, со уредба со сила на закон, а тоа беше овозможено од страна на претседателот Пендаровски, преку продолжување на ворената состојба со изговор дека продолжува ворената состојба поради здравствени потреби и економски потреби, на тоа од страна на владата на Спасовски беше злоупотребено за брутална злоупотреба, измена на изборниот законник и интервенција во медиумското презентирање на политичките партии, што на ден пред почеток на кампањата нас, споредено со владеачкото мнозинство, не стави во подредена положба. Токму поради тоа, ние денеска во извештајот на Агенцијата за визуелни услуги имаме таков извештај, АВМУ, имаме извештај во кој што ВМРО ДПМН има нешто повеќе од 70 часа, СДСМ има близу 130 часа политичко, платено презентирање во медиумите. Затоа што се смени изборниот законник. Се интервенираше најбрутално. И затоа велам, на најпримитивен начин беа организирани овие предвремени парламентарни избори. Некој тоа може да го нарече дека јас сега плачам, некој може тоа да го нарече дека доцнам со вистината, но единствена причина зошто тоа не го зборувавме тогаш, но и за време на кампањата беше да не наштетиме на процесот, да не наштетиме на евроинтегративните процеси на нашата држава. Тоа беше суштината. Да не и наштетиме на Македонија и да не и наштетиме на македонските граѓани. Но денеска кога се тоа е позади нас и постојат неодговорени прашања како вашето, добро е да го дадеме одговорот на тоа прашање. И ова ниту е дека ние нешто се жалиме, да, ние стоечки ќе го понесеме сето ова, но јавноста ја заслужува да ја знае вистината. Господин Мицковски, вчера рековте дека околу преземањето на дел од пратениците на ВМРО ДПМН во поддршка на програмата на СДСМ, рековте дека веќе имало некои неидентификувани лица кои што им пристапиле на пратениците. Можете ли конкретно да ни кажете за кои лица се станува збор, бидејќи веројатно имате информации? Па, јас не би сакал сега јавно да зборувам за имињата на тие лица, бидејќи се разбира тоа би било многу несериозно. Но врз основа на сведочењата од страна на луѓето на кои што им е пристапено, јас само предупредив дека лица пришле на дел од пратениците кои што се дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН, и тоа е нормално да приоѓат и да речат, видете, програмата на СДСМ предводена од Зоран Заев нуди вакви и вакви политики кои што се за доброто на граѓаните и така натаму. Но кога приоѓате со понуди изразена во 607 цифрени бројки во странска валута, кога приоѓате со понуди за привилегии за семејството ваше, вас, заштита, кога приоѓате со понуда дека утре ви обезбедена средба со врвот на раководството на СДСМ, тогаш навистина тоа предизвикува згрозување од страна на слушателот, кој што е практично човек пратеник од страна на коалицијата за обнова на Македонија, кој што истото тоа ми е пренесено мене и предизвикува згрозување кај мене. Се надевам дека ова ќе бидат неуспешни епизоди кои што апсолутно оставаат флека на демократските процеси во државата и епизоди кои што можеби во минатото се случиле, но јас сум убеден, познавајќи го капацитетот на луѓето кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија, дека нема да се повторат и овој пат, бидејќи не препознаваат капацитет во човекот кој што пледира да ја предводи едната влада, а е наш политички конкурент.
Да, точно знаеме. Да. Во овој момент не би сакал да дадам одговор на тоа прашање од проста причина за да не го нарушам преговарачкиот процес за формирање на ново владеачко мнозинство, но ќе дојде денот кога и за тоа отворено ќе зборуваме, како што зборуваме за сите други процеси. Последно. Да. Од страна на правни експерти се отвори дилемата дали собранието е конституирано, односно дали конститутивната седница не е завршена, но дали собранието е конституирано без избор на преседател на парламентот. И дали од вчера тече рокот за доделување на мандатот за формирање влада од страна на преседателот. Има ли став ВМРО ДПМН во однос на овие дилеми кои што се појави? Па ние уште во текот на вчерашниот ден го кажавме, составот преку верификационата комисија ги верификуваше мандатите, но за да биде комплетно се разбира треба да биде избран и председател на собранието. Во овој момент, колку што јас гледав, претпоставувам и македонската јавност, председавачот, во случајот господинот Џафери, веднаш по точката верификација на мандатите ја прекина конститутивната седница и практично во овој момент, вака како што стојат работите, ние имаме некомплетно конституирано собрание без председател на собранието, кое што претпоставуваме е дел од политички договори. Се сеќавате, еден од високите представници на една политичка партија во минатото кажа дека кога ќе се избере практично председател на собранието, тоа алудира на избор на парламентарно мнозинство. Тоа во текот на вчерашниот ден не се случи. Во деновите кои што следат, претпоставувам во овие политички преговори ќе биде испреговарано практично името и политичката партија која што ќе председателствува, така да кажам, ќе го даде председателот на Македонското собрание. Но доколку е потребен ставот, во овој момент не е комплетно конституирано Македонското собрание. Ви благодарам.